Шери, што ќе готвиме денес? Здраво. Добар ден, гледачи. Да. Шери, што ќе готвиме денес? Денес имаме изненадување, имаме гости што ни доаѓаат вечер, имаме пријатели. Мора да направам нешто така, нешто набрзо за чепкање, за мезење, за со пиење, со све што треба. Ете така е. Имам нешто преубаво, што многу ми се допаѓа. Ова се крилца. Ќе правиме крилца со пивце, тоа е врв. Што ќе направиме уште друго? Имам купено еден багет. Багет ќе правиме дип, така нешто. Да правиме и сирење. Имам овде едно убаво сирење што ќе го направам во печка, во доматен сос, така ќе биде преубаво. Што можеме уште да направиме? Салата, обавезно, ќе направиме. Ќе видиме после. Ајде, да почнеме со што имаме на располагање. Ајде, ќе земаме еден сос, босилек, ова ќе биде со сирењето. Крилцата, лепчињата. Имам овде позади, имам ликија, имам граф, ќе направам еден намаз од граф. Ете така. Супер, ќе го изблендирам. Ќе му додаме маслиново масло и све, и кромиче ќе биде топа мацкање така со лепчињата ќе му ставиме ајва. Па ќе биде нешто вау. Ајде. Доста Марк, доста збори, малку готви, ајде. Оти за кратко време доаѓаат, а ништо не ти е спремно. Не. Какви убави крилца. Фала ти. Ајде. Хоп. Крилцата. Ке справиме. Тава, не? Зошто тава? Не ми треба тава. Ке ги ставиме во аирфрајер. Ајде. Да ги спремаме. Овие прво ми треба нешто за да ги мешам. Ова. Ќе мора малку да ги зачиниме. Прво и основно да ги сецкаме. Хп. Така. Хп. Крилцата се од едно парче. Ќе ги вадиме, ќе направиме на 3 парчиња. Ова што остане на крај. Многу пати се фрла или се употребува за супа и све. Навистина, топ, зошто да не? Ама ја ги сакам кога се подпечени така крскат како чипс. Одлично. Многу ми се допаѓаат. Така. Ние све ќе употребиме од крилцата. Така. Ајде. Хап. Уште ова. И уште едни крилца овде. Четворица ќе ни биде доволно. Ова е само еден дел. Ова е почетокот. Така. Океј. Таман. Ајде. Бришиме даската. Ножот. И одиме сега со зачини. Што имаме? Оригано. Обавезно. Ајде. Океј. Розмарин. Лукче. Океј. Кари. Океј. Што имаме овде уште? Ѓумбир. Па да. Ѓумбир. И треба уште малку нешто љуто. Имаме овде зачини позади. Љути зачини така. Браво. Уште малку. Така ќе ни тера за пиење. И малку шекер. Да се карамелизира тоа све. Така. Вала. Океј. Ова спремно со зачините. Му ставам малку маслиново масло и сол. Заборев. Вака. Пуштаме ефрајерот. Ајде. Аман. Ајде. Он чека да го затворам. Ова, ги мешаме убаво крилицата. И видовте, сите зачини што ги ставив? Ставивме оригано, розмарин, ставивме лук, ставивме кари, ставивме лута пиперка. Све ставивме внатре. Малку ѓумбир. Све тоа, таа мешавина ќе биде врв. Гледате. Ова може да оди
Ете така. Това е фраjerот. Да ги двоиме малку да не се лепат. Ако ќе се печат, ќе биде. Пак ќе кажам, лиги ми течат само на мирисот од сите зачини употребени. Ајде, и ова тука, да си ги мијам раците, вака, и да оди да се пече. Вала, ќе ставиме малку појако. Така, на 200 степени, 15 минути. Убаво да се крскат надвор, да бидат меки внатре, врв. Ајде, одиме со втората рецепта. Ми се лизгат раците. Вуаля. Океј. Нешто што оди во печка. Тава. Ајде, Марке. Ќе дојдат пријателите, а ти нема да бидиш спремен. Ајде, малку појако. Ќе пропржиме. Мислам во фрижидерот. Уште кромит. Да. Ете така, имам кромит, имам домат. Ќе му ставиме малку и смокви. Смоквите со доматот. Многу добра комбинација. Ете така, 2, 3, 4 смокви. Па зошто да не? Додека сме тука, знаете, јас сум малку специфичен, зошто да не? И малку грозје, благенце. Топ. Вака. Ајде. Ова. Одиме. Сечиме на 4. Хеп. Смоквите. Ќе ги ставиме малку на зејтин. Да се пропржат. Хепс. Вака. Ајде. Таман. Хепс. Вака. Исто грозјето. Ајде. Вака. Многу е убаво, многу сакам. Кога така сме повеќе луѓе на маса, да ставам се во средина, или да се оставам така на страна, да бидиме околу градинката, или околу масата, седнати, си пиеме, си јадиме, си мацкаме, си уживаме. Ете, ова за мене е најубаво. Да се ужива околу храната. Храната на вистина не собира сите. Околу маса, секогаш кажувам, сме исти. Дали си тој, кој си, што си, околу маса си кај мене, си мој пријател. И ако си мој пријател, треба да уживаш како јас уживам. Добра филозофија, а? Така. Ситно сецкано кромит. Така. Доволно е. Пола. Кромит со грозје и смоква. Луда, па не. Гледај. Ова ќе се пропржи малку. Ова го враќаме во кутијата. Може да ги потребиме малку и домат. Чисто така да го освежиме сосот. Така. Оти домат пак ќе кажам и овошје со овошје не прави голема разлика. Вуаля. Така. Нека се пропржува ова. Тук му ставиме гранка розмарин со салса од босилек. Каква комбинација, врв ќе биде. Вака. Хапс. Океј. Нека се пропржува. Малку сол. Така мора да пуштиме печката. Ја ставиме на 210. Ќе ставиме после на позиција грил. Нека се пропржи тоа све. И го ставиме грил. Ќе треба да направиме сега парчиња лепче, какви брускети или што ќе ни бидат за мацкање. Многу сакам јас така со лепче да мацкам, да земам парчињата од сирење што ќе бидат тука. И ова не ќе го оставам сирењето како е, ќе го оставам на парчиња. Он ќе се топи. Ќе му ставам уште и друг, не само сирење,
ќе му ставиме и кашкавал. Кога зборамо ти се топи, сирењето не се топи толку, повеќе кашкавалот се топи. Ајде, водиме сирење, салакис, обавезно, многу го сакам овај мешано. 2, 3, 4. Така. 1, 2, 3. Може вака да го ставиме. Зашто да не? 4 парчиња сирење. Одлично. Ова ќе стои тука. О, како убаво мирисат крилцата. Они почнуваат сигурно да се печат. Да видиме на што личи. Да. Таман. Како ќе бидат крскави така надвор, внатре меки. Так. Многу ги сакам. Така, окей. Нека се пропржува. Јас ќе му ставам малку од сосот овде. 4 дела. 4 дела сос. Малку вода. Окей. Хап. Вака. Супер. Ова ќе продолжи малку да се крчка. Ќе го намалиме овде и ќе оди во редна. Ќе му ставам малку сега уште од кашкавал. Да. Парчиња кашкавал така. Валя. Так. Ќе му ставиме коцки, а коцките полека, па ќе бидат во печката, ќе се топат. Да. Така, Валя. Ќе имаме како стил на фонду. Не како фонду. Фонду е само сирење или кашкавал. Овде ќе имаме еден начин на нешто за да се утепаш од јадење. Ете така можам да го кажам. Да се утепаш од јадење. Кој ќе го земи прв сирењето или кашкавало, тој ќе ужива. Епа да. Гледате. Хап. Топ. Сега на това оставаме малку сув копар. Уште малку оригано. А ова ќе оди во печка. Да. Ова во печка. Валя. А ние се гледаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Хајде, сега ми требаше еден плех, нешто така. Хајде да земам еден плех. Имам тука. Океј. Така. Треба лепчиња да подпечам. Хајде, пап. Хартија. Охо, ми се запали. Да пазам, оти контакт се направи со железото од плехот, да не ми направи овде белија. Ајде, окей. Имам овде багет. Така. Ќе правиме убави парчиња багет, подпечени во рерна, така ќе ни бидат како дип, не знам како да ги кажеме, како брускети, како можеме да го употребиме на многу различни начини. Ја многу сакам да ги правам така. Му ставам малку зејтин на нив, му ставам зачини и ги печам во рерна. Чисто да бидат малку крцкави, меки внатре, добра комбинација со све што имаме за јадење. Со ова, со сирењето обавезно. А ми се распаја, нема веза. Ајде. Океј. Ајде.
Hop, hop, hop. Така. Окей. Ова ќе го оставиме на крај на сирењето. Ова трошките не ни требаат. Окей. И ова ќе го оставиме на страна. Ќе го здржам така. И ова ќе биде тука. Ќе се убаво ќе се исуши и ќе биде топ како гарнир на све што има за јадење во печката. Ајде, како кажав, малку зејтин на секој. Така. Малку од медитерански зачини на секој парче леп. Не му дава така убав вкус. Хо-хо-хо. Кој ќе се потпече. Вака. Окей. И може да оди во печка. Окей. Таман. Ајде. Окей. Лепчињата спремни. Сирењето, кашкавалот не е спремен, ама се спрема. Што ќе го качам околу 230, така убаво да се прави. Мислам, ти ми треба уште нешто за мацкање. Шери, што ќе готвиме денес? Добро. Ова го извадов овај пасул. Ајде да направиме сега еден намаз што ќе оди во комбинација со малите лепчиња. Окей. За да направам намаз ми треба ова да го изблендирам. О, како убаво мирисат крилцата. Таман. Таман. Ќе го има мирисот во целата кујна, кога ќе дојдат пријатели ќе кажат Марк, ајде. Давај овде за пиење, за јадење, да уживаме малку. Ајде, хапс. На толку сум возбуден јас. Така. Ајде. Тап. Окей. Ајде. Овде граф. Да го извадиме. Сокот. Окей. Таман. Окей. Со ова. Малку маслиново масло. Кромит. Не останува. Одлично. Така, што тука не е. Окей. Ќе му ставиме малку. Имаме тревки тука. Имаме како тревки. Имаме малку нане. Таман, нане. Многу ми се допаја. Вала. Вкусот на нане. Ќе му ставиме малку Макдонос. Окей. Макдонос. Нане. Кромит. Знаеш што? Пачето домачо ми останува. Хајде, да оди он. Зашто да не? Тоа е тоа. Да се употребува све што ви останува. Ете така. И овај кромит исто крајот. Окей. Сега одиме на блендирање. Сигурно ќе треба да му додавам малку зачини или нешто така. Така. Ама ќе видиме. Топ. Па ова, полека, намазот ќе биде брз. Одлично. Топ, со лепчињата многу ми се допаја. Ајде, ова оставаме за перење. Ова тука, ова овде. Како е? Крилцата. Полека се при крај. Како е овде? Дали се стопи кашкавалот?
Това се лепчињата, ќе биде топ лепчињата. Они се печат. Максимално, ајде. Одиме. Сме при крај. Ова да го ставиме во еден сад за сервирање. Чекајте, овде имам ова. Пардон. Ова ќе ни биде првото тип. Така можеме да кажеме. Ова со лепчињата. Не, ова не се јади, не. Ова тука и останатокот тука. Таман. Многу ми се допаѓа. Навистина, фали малку лутко. Ова. Не знам, оти имам овде чили и сол. Таман това ќе ни биде врвот. Така. Океј, ова е завршено и малку маслено масло. Сега можеме да му ставиме така неколку ливчиња од нане. Ова е спремно. Враќаме тука. Теглата се враќа позади. Ова уште една минута. Океј. Лепчињата. Океј. Ајде. Сме добри. Ова можам да го враќам во фрижидер. Ова завршено. Каква гужва направив јас во кујната. Со ништо. Еј, чекај. Лепчиња. Навистина може да се употребат овие сосови од мамас. Ајде да ги имаме. И ова можеме да ги ставиме на маса. Малиџано. Ајварче. Зошто да не? Се отвара. Се јади со лажица. Крилцата се спремни. Крилцата. На што да ги ставиме? Да размислам. Баба може така. Тањир. Гледајте. Ова е врв. Таман. Ја мислам ќе ги извадам. Вака, со хартијата. Не. И директ на тањер. Па да. И ова чисто, таман работа. Не вала. Крилца. Перфектно. Океј, ова лепчињата. Прво да го почнува да кршка. И тоа ќе оди така на маса. Да пазиме, оти сега е премногу топло. Ставив на 240 степени. Ара. Тоа се вади. Ова таман ќе биде на мацкање. Одлично. Лепчињата ми се спремни. Така. Чекај уште ова. Да направиме место. И сме. Така. Ова што е? Ова е топло. Ова тука на страна. Ова овде. Да се покажи оти. Се мацка. А ние за денес направивме прекрасни, како да кажеме, мезиња за пријатели ако ви доаѓат дома. За кратко време, видите што направивме. Во ефрајерот направивме крилца. Малку со мешани зачини што имаме на располагање, бибер, сол, кари, ставивме чили, ставивме ѓумбир, ставивме лукче. Све тоа за кратко време во ефрајерот 20 на минути. Направивме еден, како да кажеме, еден хумус од граф. Блендиран со кромит, со домат, маслиново масло, неколку зачини, таман. Лепчиња, сецкани, со дип и убава тава, што е направено со сирење, со кашкавал, со лепчиња, да се мацка така со сосот од Подравка. Сосот, беше сосот блага салса, мислам беше? Не, беше салса од босилек, мешано со розмарин, со други ствари внатре. Ајде, сега мислам, оти сите ќе уживаме, а ние се гледаме на наредни рецепти.
Chérie, što ti готвиме денес?